Заврши манифестацијата Денови на медот, кој секоја година се организира паралелно со одржувањето на Кочанскиот панаѓур. На овогодишната манифестација беа изложени пчелни производи, опрема и органски мед од повеќе пчеларски издруженија од градовите од државата. Саемот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев. Ова е ретка и убава можност да граѓаните од општина Кочани бидат запознаени со исхраната од пчелни производи, како и за водење на здравиот живот. Исто така, оваа прилика е убава можност за изложувачите да разменат искуства од разни краеви од Македонија, се со цел да имат поуспешно и поубаво производство на мед. Ние како локална самоуправа, како во минатиот период, така и во иднина, ќе продолжиме да ги поддржуваме здруженијата, пчеларските здруженија, се со цел да излеземе од пресрети и да помогнеме во организацијата на вакви манифестации. Инаку пчеларите излегува со различни оценки за приносите на мед оваа година, бидејќи како што велат, се зависи од природата и временските услови. Најмногу влијае климатските услови да имаме производство, барем кај мене, за 30% помалку од претходната година. Меѓутоа, квалитетот е многу добар. Ние носивме наши производи на надпревар во Нови Сад, каде добивме златен медал за квалитет. Македонските производи, посебно нашите во Кочанскиот дел, се одликуваат со чисти, органски, квалитетни производи. На овогодишните денови на медот во општина Кочани ги нудиме производите од пчеларство Душан, од мед и од производи од мед кои помагаат во делот на здравјето на човекот, пелета на производи. Присутни сме скоро на сите сајми во Република Македонија. Пчеларењето ме радува во општина Кочани е во подем. Се повеќе млади луѓе се заинтересирани, нека бидат и истрени, пошто да се почне да се пчелари не е воопшто едноставна работа. Пчелата е благородно суштество кое треба да го негуваме и чуваме. Ние луѓето, ако обстане пчелата, заедно со нас и ние обстанокот на човекот доаѓа во прашање. Цената на медот изнесува 400 денари, меѓутоа за граѓаните битни се и цените на другите производи кои ги произведува пчелата, односно пчеларите. Кога станува збор за пчелката, исто така можеме да кажеме дека од неа имаме директни и индиректни производи, продукти кои што се и такако добри за човекот, за во секојдневна употреба, како што рековме, така да индиректни производи се преку опрашувањето, значи допринесуваат за поквалитетни, подобри производи, а директни, значи имаме 6 производи кои што пчелката ги носи дел од нив од природата, тоа се медот, поленот и прополисот, а другите останати 3 производи, значи преку жлездите која ги поседува самата пчелка, ги лачи, а тоа се значи матичниот млеч, пчелниот восок и пчелниот отров. На официјалниот дел од манифестацијата настапи има и членови на фолклорниот ансамбл Кочани, а во трите саемски дена штандовите ги посетија голем број кочанчани, но и граѓани од околните населени места во регионот. Со ваквите саеми се подига свеста кај граѓаните за консумирање на мед и пчелни производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот.